Јас мојот утрински гостин ви го најавив уште на самиот почеток рано денеска и на задоволство на сите нас, а и на мое задоволство се разбира, денес ќе споделиме една успешна пливачка приказна на едно младо момче кое со своите 19 години ниже бројни успеси. Мане Манов е нашиот утрински гостин. Добре ни дојде, Мане. Добро утро и ви благодарам на поканата денеска да гостувам. Благодарам и тебе што твојот утрински тренинг го прескокна за да бидеш тука, но сигурна сум дека ќе го надокнатиш. Што да кажам вака на почеток, а знам дека што и да кажам ќе ги заинтересираме нашите гледачи. Мане покрај тоа што е успешен пливач, тој е и студент на маркетинг и менеджмент, тој е и тренер, фитнес тренер, пливачки тренер, повремено и како модел работи во модното студио од Црнокрак и момче кое што на вистина успева во само 24 часа да направи чуда, а воедно и да заработи медали. Ова се последните медали заработени на Охридскиот акватлон, така нели? Годинешниот акватлон, каде ти се представи првпат во една таква, би рекла и сложена дисциплина. Ај објасни ми го малку повеќе акватлонот, како изгледа. Значи, акватлонот е една поддисциплина од триатлонот. Триатлон е малце веќе попознато за општата маса. Тоа е една поддисциплина каде што е изоставен велосипедизмот и се надпреваруваме во пливање и во трчање. Има различни комбинации, некогаш е само пливање и трчање, некогаш се повторуваат, наизменично има пливање, трчање, па повторно пливање и трчање. Кај нас оваа година се одржа во Охрид. Воедно беше и истиот надпревар се рачунаше исто и како и државно првенство. И имаше 1 километар пливање беше трката со плюс 5 километри трчање. За прв пат настапив на оваа дисциплина, затоа што јас првенствено сум пливач. Прво се трча, после се плива? Прво се плива. Аха, прво се значи, плива, а после стартот е во вода. Имаме пливање 1 километар. Трката беше од 2 круга по 500 метри. Излегуваме, имаме транзиција каде што нели ги оставаме опремата за пливање. Облекуваме патики и опрема за трчање и стартуваме со делот на трчање. И така и ја финишираме самата трка. За оваа година прв пат настапив на оваа дисциплина, затоа што како основа мене ми е пливањето. Значи се надпреварувам веќе 9 години професионално во базен, во пливање. А претходно колку години пливаше пред да се надпреваруваш? 6 месеци. 6 месеци. Да. Значи во тие 6 месеци се ти стана јасно и свати дека си ти роден за да остваруваш успеси во вода, така? Јас како мал, како сите нели дечиња, кога почнуваме во тие предшколски возрасти, се занимава со фудбал, како секој нели момче што сака. Имав некој период, па може и подолг период, околу 4 години, 5 се занимава со фудбал. Што е реално, јас почнав да се тренирам пливање на 10 годишна возраст, што за еден пливач е многу касно, што некој просек е околу 4-та, 5-та година, еве како тренер сега веќе како работам како тренер, имам искуство со од 4 години веќе почнуваат да доаѓаат на базен. И жал ти е што не си почнал порано, да. Но она што е сега е да го искористиме она што ни се пружа. Имаме многу интересни фотографии од бројни твои настапи. Еве вака заедно ќе ги коментираме, ќе ги гледаме која може би е најинтересна и зошто. Оваа фотографија е од пред 2 години, ако не се лажам. Е од престижното надпреварување Монтенегро Опен. Таму го освоив второто место во 50 метри градна дисциплина и првото место во категорија исто во истата трка. Ова е од Европскиот куп во Малта. Ова е од годинава. Настапивме таму јас настапив во 2 дисциплини, 50 и 100 градно и во 100 градно го освоив 8-то место и успеав да се квалификувам во финалето. Браво. Ова е од акватлонот од годинава, да. Дуатлонот во Ова е слика од самиот финиш. Колку беа тешки тие 5 километри да се истрчаат после пливање? Па, искрено како пливач јас, општо пливачите имаме малце како потешкоти со трчањето, што тоа е као општ факт за пливачите, никој пливач не сака да трча во глобала. И нас природа ни е во вода, но јас се спремав
за оваа трка подолг период. Обрнав внимание повеќе на трчањето со мојот тим од ATG Македонија. Они ми помогна, јас сум долгогодишен веќе член таму. Што значи ATG Македонија? ATG Македонија е посебен начин на вежбање, каде што ги зајакнуваме одредена група мускули кои ни помагаат за одреден спорт. Не е класична теретана, не вежбаме класичен бодибилдинг, туку зајакнуваме одредена група мускули која ќе ни помага во нашиот спорт. Пример, имаме одредена група мускули кои ни помагаат за фудбал, ги тренираме тие. Одредена група мускули што ни помагаат за пливање, ги тренираме тие. Јас како пливач тренирам во ATG, веќе од самото отварање на салата во Македонија. И исто така многу ми помогна за самава трка годинава, што се спремав за акватлонот во делот од трчањето. И со самото спремање не беше толку тешко, искрено. Имаше потешкоти, имав кризи во трчањето, затоа што пак јас трчав претходно неколку трки, настапував само на трчање, трчав 5-ки и 10-ки година, чисто да имам некоја база пред самата трка, но не знаев што ќе очекувам, не бев толку спремен. Прв пат беше. Еве, и во моментов ги гледаме двете медали заработени во Охрид годинава на овој акватлон, ама не се само две, мане има цела вреќа медали, но ги донесе, беше фин, па ги донесе само последните две, затоа што на вистина мислеше дека и немаме место да ги покажеме, а иако знаеме ние колку пати ова наше масиче било распослано со трофеи, со интересни работи, но за следен пат ќе знаеш мене. Спомена дека имаш сега прилика како тренер кога работиш да работиш и со многу мали деца од 4-5 годишна возраст. Дали сметаш дека е полесно на таа возраст да го совладаме стравот, бидејќи стравот е најголемиот причинител зашто некои луѓе не се охрабруваат да се ослободат во водата, да си го олабават телото и да научат да пливаат. Јас познавам за жал многу возрастни кои не успеале да го победат стравот. Па сметам дека е многу полесно од мала возраст, затоа што еве јас како тренер веќе неколку години работам со дечиња, но работам и со возрастни, работам индивидуални тренинзи со возрастни и фитнес и пливање, но работам и Работиш на олимпискиот базен како тренер? Не, во Карпош. Во Карпош. Да, во Карпош на Борис Трајковски базенот. Ги одржувам часовите во пливање и многу е полесно таа некоја бариера од страв да поминеме кога сме малечки, затоа што низ игра дечињата се дојдени да си поминат убаво со другарчињата. Имаме различни начини за одредена група дечиња, одредена возраст како да ги внесеме во самиот спорт и многу е полесно кога другаруваат со самите другарчиња да го поминат таа линија на страв, но исто така не се е до главата. Кога ќе дојдат возрастен член на клубот, кога ќе дојде и сака да научи да плива, нели настапувам јас многу по-сериозно отколку со дечињата, затоа што дечињата прво имаат многу повеќе време. Има ли успех кај возрастните, ме интересира? Има, да. Има, но искрено многу повеќе труд треба да и време отколку кај дечињата. Да се оттргнат, да, кај возрастниот човек многу поинаку функционираат нештата кога веќе сме дошле на одредена возраст. Ни кажа ти во улога на тренер, но ти во улога на пливач работиш со тренерот Томи Стефановски, познат маратонски пливач, многу успешен, еден од најуспешните на нашиве простори. Што те научи Томи? Која ти е можеби најголемата работа која од Томи ја имаш научена? Па јас со Томи работам веќе 5 години, 5 или 6, ако не се лажам. Претходно работев со другиот тренер, што ме научи, што ме воведе во пливањето, што сум му благодарен многу. Потоа, кога веќе влегов во посериозни пливачки води, се префрлив кај Томи. Томи првенствено ме научи многу општо за животот, за самиот тие тешки моменти кога ги имаме во спортот, затоа што кризите како да ги совладуваш. Затоа што е многу битно, што би рекол Томи, за него позната реченица, побитно е да пливаш со срце, него со сила, затоа што многу е важно кога е тешко да газиме напред
и да не се откажуваме, затоа што за тренинг не е проблем. Ќе станеш са бајле, ќе идеш, ќе испливаш, но побитно е пример кога е ладно, во декември, кога не ни се станува, да станеме во 7, да влеземе во вода, да истренираме, попладне да го направиме вториот тренинг, после вториот тренинг јас работам и теретана, правиме тренинги во сала. Ти и таму си тренер, така нели? И во теретана? Да, работам и фитнес тренинзи, држам приватни, а на базен држам и приватни плюс групите дечиња што ги доработам. Браво, секоја чест. Ајде се вратиме пак на акватлонот, каде што кажа дека првата работа е пливањето и излегуваме од вода и продолжуваме да трчаме, така Да. нели? Дали може би телото е потешко кога е изводенето, кога е излегуваме од вода, дали е потешко да се плива на тој начин? Или тоа е и поентата, да и во таква состојба да се ставиш себе си во приправност и да го продолжиш патот? Потешкиот дел тука е тоа што одредено време во трката даваме максимум ефорт во една состојба каде што телото е на различен притисок во вода отколку на копно. Притисокот на водата е многу поголем и самите мускули се навикнуваат на одредено движење, затоа што движењата во пливање и движењата на трчање се сосема различни, сосема различна мускулна група работиме и тука е тој тешкиот дел и самата тежина во самата дисциплина акватлон и триатлон исто така, затоа што имаме комбинација од двата спорта, но со самиот тренинг и со самата припрема се припремам баш за тие тешки сегменти од самата трка, така да секако е тешко, но се надминуваат. Се истражи, така е. Ќе се плива со срце, ќе се трча и со срце. Накратко, кажи ни каква исхрана треба да има еден пливач? Исхраната е многу важна, затоа што во целата година ние треба да одржуваме одредена форма и таа форма ја пример имаме два надпреварувања кои ги пикираме на почетокот на годината и се спремаме за тие. Пример, оваа година мене ми беше акватлонот и надпреварот во Малта што се спремав за тие две надпреварувања и целата форма и целиот фокус беше кон тие надпреварувања. Во изминатите години не обрнував толку внимание како помал на исхраната, затоа што како дете, знаете, во средношколските денови, хормоните поинаку работат кај децата, и да се случи во текот на денот да каснам некој чоколадце, нешто што е повеќе калорично, него организмот многу побрзо ја вари таа храна и тие калории не ги осеќаме, но како поминуваат годините и како сакам да го достигнам тој лимит на моите перформанси, многу е битно да внимаваме на едењето. И во глобала мојата исхрана е повеќе протеинска, не држам диети, искрено, пазам во последно време пазам и на калориите многу, да сум во некој калориски дефицит, но како спортист повеќе гледам да е протеинска храна, да има доволно месо, доволно јаглехидрати и низок процент на масти во текот на денот и овош е зеленчук, најнормална исхрана. Дисциплината е број 1 работа кога станува збор за спортист, особено за спортист, индивидуален спортист, во случајов пливање, би го рекла скијање, ќе го споменам и тенисот, но во пливањето и во скијањето стотинките ти ја одредуваат кариерата, така нели? Колку сето тоа влијае и на се она што правиш надвор од пливањето, надвор од базенот, надвор од фитнес салите? Дали си точен? Претпоставувам дека мора да си точен и дали тоа некогаш ти прави проблем, бидејќи живееме во едно време на неодговорни ситуации. Има многу луѓе кои што немаат координација добра со времето, луѓе кои по така навика и по традиција си доцнати немаат баш осет за туѓото време. Па искрено многу ми помогнало во животот со самото тоа што сум спортист и таа дисциплина што ја добиваме од мала возраст, затоа јас апелирам до сите родители да ги пратат на било каков спорт децата. Јас пример како пливач, нели би ги поканил на базен, слободно може да дојдат. Тоа дали е фитнес, дали е пливање, дали е било каков спорт, многу е важна таа дисциплина како мали да добиеме од самиот спорт, затоа што искрено може сведоци сме секој што се занимава со спорт има одреден
одредена дисциплина во самиот живот и во понатамошните години. Мене многу ми помогнала таа дисциплина, затоа што дисциплината од самиот спорт, да станеш во 6 наутро, да отидеш на тренинг, Кога е темница, кога е темница, да. зимно време, после тоа, пример во средношколските денови, после тоа продолжуваш на училиште, а од училиште пак трчаш на тренинг. Многу помогнале, пример, еве сега во студентските денови каде што сум студент, ми помагаат за самата таа организација, како поминуваат годините, така има повеќе обврски во животот и многу помага таа дисциплина, затоа што распоредот во денот си ги правиш многу полесен, самите обврски ги завршуваш многу полесно. Така, работиш и како модел. Какви се твоите искуства на модната писта? Па, тоа нов сум во таа бранша. Чисто како некое хоби, кога можам да користам слободно време, или да има некоја одредено снимање, одредена реклама и има заинтересираност, влегувам во тие моделинг води, но тоа чисто го користам како хоби. Не сакаш да ти биде некое големо оптеретување за да можеш ова другово да го работиш и за да можеш, се разбира, да бидеш во состојба да станеш во 6 наутро за да одиш на базен. Да. Кога најдоцна треба еден пливач да легне да спие? Знаеме ние сите дека убаво би било до 22 часот да можеме сите да легнеме, тогаш велат дека е најздраво спиењето, но колку минимум сон треба за да можеш да бидеш способен ти утре да отидеш на тренинг? Па реално минимум сон треба од 6 до 8 часа, затоа што сега тоа е една тема многу опширна во светот на спортот. Како што поминува времето, нели, сите граници се менуваат и во исхрана, и во сон, и во тренинг. Како напредуваме во технологијата, се менуваат и тие моменти. Но еве јас како искуство, искрено се повеќе од 7,5-8 часа е премногу сон, затоа што јас, пример, од моје лично искуство, сум непродуктивен повеќе од 8 часа ако спијам, затоа што телото е успано, мускулите им треба многу повеќе време да и станат сите боли од лежење. активни. Мене искрено и јас не можам да спијам повеќе од 6 часа и мене себе боли кога ќе станам, ако поспијам подоцна. И нели е најубаво 22 часот да се легне, но како што иде брзото време денеска, не стигаме сите обврски да ги завршиме во денот, така да јас гледам тоа да е околу најдоцна во 12 часот веќе да сум во кревет, затоа што сакам да ги завршам сите обврски во денот. Да се учи Неделава имате колоквиуми, знам дека Да, недела полагаме колоквиумска недела на факултет. Треба и да се научи вечерта, да се седне меѓу тренизите да се постигне и тоа. Но со добар распоред се стига се. Браво. И сосема накратко, има ли Македонија услови за врвен спорт, за врвно пливање? Знам дека не ни цветаат рози, ги следам состојбите со години. И понекогаш кога имаме добар резултат, понекогаш кога имаме навистина некој мал успех, си велам, ајде, можеби ќе бидат некои работи, ќе се средат, но каква е реалната слика? Па, условите не се сјајни, но јас мислам дека со доволна желба се доволни. Имаме ни огромен потенцијал, но дали државата издвојува доволно средства за да ги мотивира и за да ги помогне пливачите, да се спремат добро за... Секогаш може подобро. Јас се надевам дека во понатомошните години ќе биде уште подобро и ќе имам многу подобро услов. Еве јас како веќе сениор, моето време полека нели поминува. Јас се надевам дека ќе се занимавам уште долги години со спортот, но повеќе гледаме и за младите сега што доаѓаат и се надевам дека ќе имаат многу подобри услови од нас, затоа што сведоци сме дека реално 2 базени во Скопје се многу малце, поради се поголемиот број на... И тоа кога работат, кога не работат. Да. Точно. Се поголемиот број на дечиња што доаѓаат, бројот се зголемува, а базените остануваат истите 2. Толку мудар одговор ми даде што не само како фитнес тренер, не само како модел, ти можеш и во политиката да влезеш, иако не ти посакувам, ти имаш толку благородна мисија. Јас се шегувам само, но ми даде навистина многу мудар, многу дипломатски одговор дека секогаш може да биде подобро, во што и јас исто така верувам, ама за тоа велат една ластовичка не ја прави пролетта, туку треба многу повеќе луѓе да стремиме кон подобро за да ги направиме добрите промени, така нели? Но еве во духот на предизбориево да кажеме дека имаш талент и на вистина имаш талент и за дипломатија и за политика. Мане, ти благодарам многу што ова утро ни беше гостин.
што представивме дел од она што е твој сон, твоја пасија, твоја желба и се надевам и твоја професија, можеби и маркетингот ќе биде твоја професија. Не знам, но во некое следно издание и за тоа ќе ни раскажуваш. Ви благодарам на поканата. Чест ми беше што ви бев денеска гостин и можам само да ги поканам дечињата и возрастните да дојдат на тренинг, дали во сала, дали на И да базен, видат како тоа изгледа. и да видат како тоа изгледа.